Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, еве неповторно во емисија. Ово утро во наша средина, во нашето студио е Ратко Ристирски, теолог, кој е со нас ово утро и неговото присуство ќе го искористиме да малку поразговараме за молитвата. Добре дојде во нашата емисија, Ратко. Благодарам. Бидејќи си ти теолог, а ние често пати во нашите претходни емисии изборувавме за значењето и вредноста на молитвата. Еве, за нашите гледачи, сакам да те прашам, зошто, односно, од теолошка страна, каква е вредноста на молитвата во еден христијански живот или воопшто во животот на човекот? Интересно што колку и да разговараме и изборуваме за молитвата, таа е неисцрпна тема. Секогаш можеме нешто ново да слушнеме, да научиме. Молитвата за мене е многу повеќе од само еден акт на барање или благодарење. Според мене молитвата и молитвениот живот се животен стил. Начин на кој што ние живееме, начин на кој што ние се обходиме према верските нешта пред се. Без молитва, ја мислам дека не би можел да го замислам својот живот. Веќе тоа е составен дел од мене. Според мене молитвата, иако има многу дефиниции, разговор со Бог како со пријател, отварање на душата на Бог како на најдобар, најблизок и најдобар пријател. Според мене молитвата е плюс одвојување на период, на време кон Бога со тоа што ние го слушаме и он нас не слуша. Значи молитвата е двостврна, дека ние кога бараме, очекуваме и одговор од Бог. Не само бараме, него и благодариме. И ќе кажам дека молитвата е навистина за мене едно важно средство без кое не би можел да функционирам воопшто денес. Така. Кажи ни, еве, од теолошка гледна точка и од воопште од пракса, денеска некои луѓе се многу, како да кажам, врзани за ставот на молитвата. Дали е битно ако клекнеме, ако стоиме, сакам на нашите гледачи тој да им биде јасно, дали Бог зависи од нашиот став на физичката поставеност или од состојбата на духот, на душата? Ја мислам за услушување на молитвата. Точно. Состојбата на телото и положбата на телото при молитва не е толку важна како што е важна положбата на нашето срце. Јас можам и да клечам, можам и угради да се удирам све, али ако тоа го правам формално, ако нема тука жар, ако нема тука врска поврзано со Бог, тоа е напразно. Значи, според мене, има моменти кога, знаеме, не можеме секако да се молиме, си има некои принципи и правила, можеби, но во однос на личното молење, кога јас пред Бога излегувам, дали клекнувам, лежам, седам, на кој начин да го правам тоа навистина треба да биде од срце. И кога се молиме, јас се сложувам и со вас дека молитвата не е само да се нешто направи како ритуал, него пред се ние мора да бидеме свесни за нашата голема потреба кога бараме нешто. Што сме свесни за потребата која што ја имаме, тоа ќе бидеме уште посвесни и поистрени во нашата молитва. Бидејќи што поголема ми е потребата, истрајноста ми е уште поголема, односно времето кога јас се молам. Положбата не е воопшто важна според мене, бидејќи важна е положбата на срцето, на кој начин јас пристапувам кон молитвата. Така. Значи, Бог не зависи од формата наша надворешна. Ако има прилика да клекнеме, може да клекнеме, така? Дома може да клечеме цел ден. Меѓутоа, кога сме, значи, во разни прилики, како што, например, црква или како што сме како група, треба да се однесуваме кон ставот сите што го правиме. Мислам, тоа е многу важно за да немаме некои недоразбирање некогаш, неле? Така да Бог зависи од ставот на моето срце, од верата, колку ја покажуваме кога ние се молиме. Добро, еве кажи ни уште нешто за Исус Христос. Дали тој се молел? Имаме, мислам, дека доста извештаи во Новиот Завет.
Библијата збори посебно Новиот Завет конкретно, дека Исус одвоил многу време на квалитетно молење. Значи, он не го поминувал тоа само да биде временски, него во раните утрински часови одвоило време со цел да се моли. И касно во ноќта останувал бидејќи чувствувал потреба. Интересно што он, Син Божи, дел од Светото Тројство, ако он имал потреба за молитва, колку повеќе ние како христијани во денешно време со разни предизвици би требало да се молиме. Така. Значи, со Исусовото заминување на небото не престанала молитвата. Апостолите дали продолжиле? Точно, они продолжиле и оставиле пример за нас самите. Так. Значи, Исус сега посредува за нас горе, но ние потребно е да ги укажуваме нашите молитви. Библијата вели во еден дел, уште пред да побарате, Исус знае што е тоа што ние го бараме. Така, Каква потреба имаме. Каква потреба имаме. Дали тоа значи дека ние треба да се молиме? Не, напротив, ние треба да ги упатуваме постојано нашите молитви и молби кон Бога, и во тие молитви не треба само да бараме, него треба да застанеме, да благодариме, да го да се радуваме што Бог го познаваме и да таа благодарност ја искажеме преку молитва, восхитување дека Бог баш нам ни дал такви искуства со него. Така. Кога спомна Исус, кога заминал нели на небото, молитвата Татко наш е како едно клише или една мустрана молитва. На кого треба да ги упатуваме молитвите, односно да ги завршуваме? Зашто, нашата емисија следата гледачи, слушатели од разни верски припадности, да кажеме. Но сепак Библијата не учи дека нашите молитви треба да ги упатуваме кон Исус, директно, така, без посредници. Зашто во некои верски заедници има посредници. Па кажи нешто за тоа. Ние би требало да користиме библискиот принцип кој што вели дека нашите молитви треба да бидат завршени во Христово име. Така. Он е наш посредник на небото и он ги принесува нашите молитви пред неговиот татко. Интересно што ја спомнавте примерот, да кажам, Отче наш, како пример молитва за секој од нас. Многу христијани само таа ја користат. Јас секогаш во разговор со нив зборам отворено дека важно е да направиме молитва од која што излегува од дното на душата, так, своја спор потребите. Отче наш е добар пример. Меѓутоа, интересно ке Отче наш што во неја се спомнуваат 6 духовни потреби, само една телесна, што покажува дека нашите искани, нашите барања на дневно ниво би требало да бидат повеќе фокусирани кон духовните наши потреби, а многу помалку кон телесните. Отче наш е добар пример на молитва, но таа не треба само неја да ја користиме, него треба постојано да создаваме според нашите прилики, според нашите околности. Ако полагам испит, се молам да ме Бог води во полагањето на испитот. Ако треба да возам на пат, барам водство негово мојот живот во тој ден, да ме чува да стигнем жив и здрав. Така. Значи, отпаѓа сите тие традиционални верувања кои некои верува дека посредник е Марија, Дева Марија или некои од светците, тоа биле можеби добри луѓе, така? Точно. Но тие сега почиват според Библијата и единствен наш посредник меѓу нас и Бога е Исус Христос. Точно, тие биле добри луѓе, добро кажавте, но ништо повеќе од тоа. Не можеме да гледаме човек да биде посредник меѓу нас и Бог. Само некој што е еднаков на Бог може да биде негов посредник. Односно, кој што е иста твар, иста суштина, кој што каже Библијата, кој што е син негов во случајот Исус Христос. Он е наш посредник. Ти си теолог, така. Имаш контакт со луѓето, проучаваш делови од Библијата со нив. Дали си сретнал луѓе кои молитвата е замениле со прекрстување со рак? И такви има, мислам, верници кои можеби се искрени во душата, сакат да му служат на Господа, но можеби ги нема тие основни познавања. Многу често, бидејќи они мислат таа некоја наша традиција дека прекрстувањето е заменува односот со Бог. Од друга страна сум сретнал луѓе кои што се плашат да се молат бидејќи мислат дека не се доволно достојни. Таа заблуда што се појавува во христијанството не би требало да ја користиме ние како христијани, затоа што Библијата ни зборува дека треба да дојдеме пред Христа онакви како што сме и да со отворено и чисто срце разговараме и да му кажеме се она што го имаме нему и он ќе ги услиша нашите молитви според неговата волја. Така. Уште едно прашање, тука ќе го завршиме овој разговор. На колку начини Бог одговара на молитвите? Оти свесни сме дека некои молитви Бог молчи, не одговара. Точно. И понекој што предизвиква фрустрација кај нас. Баравме се, молевме, меѓутоа Бог знае најдобро. Па кажи ни нешто врска со тоа. Ние познаваме библиски 3 принципа, 3 одговори на молитва. Тоа се да, кога добиваме позитивен одговор, не, негативен и чекај, кој што е можеби најболен период кај секој од нас, биде кога моментот на чекање
не е лесен. Кога треба да чекаме нешто, тие одговори на молитви може да траат и со месеци и со години. Меѓутоа преку чекањето, конкретно за овој одговор, односно овој пример, преку чекањето се зацврстува нашата доверба во Господа. Ние веруваме дека иако некои работи ги чекаме долг временски период, секој нас тоа го искусил. Ние знаеме дека сме сигурни бидејќи Бог, неговиот тајминг, неговото време на делување е најсовршено и најдобро за секој од нас. И не треба да се грижиме дали кога ќе биде или што ќе биде, едноставно препуштаме во негови раце и викаме Боже, води ти све, бидејќи за нас иднината е можеби нешто далечно, можеби неостварлено, меѓутоа Бог не само иднината, он има и сегашноста наша во своји раце. Значи, Бог во своето проведение знае што ќе биде утре. А ние во нашата грешност и себичност понекогаш бараме веднаш, како едно мало дете, оди во продавница, тато купи ми чоколада. Сега и одма. Да, значи да препуштиме се на Бога, да се молиме со вера, а да го препуштиме одговорот на Бога. Добро, Радко, кажи ни еве на крај порака до нашите гледачи кои ја следат оваа емисија, зошто е битна молитвата да ја молат онака како што Бог сака. Молитвата е важно да ја представиме на вистински начин кон Бог, затоа што ќе бидеме искрени пред се, ќе покажеме она што сме ние. Треба да ја преминуваме како некој животен стил, не повремено кога се тие големи празници како што се Великден или Божик. Не, молитвата мора да биде составен дел од нашето секојдневие. Тоа мора да биде животен стил, начин на кој што ние сите ќе живееме како христијани. Она е добро средство за комуникација, каде што рековме ние молиме и бараме од Бог, чекаме негов одговор. Јас не би замислил дека можам да живеам без сознание дека постои нешто горе. За мене Божјото присуство во животот ми многу значи, а тоа еден начин на кој што јас го покажувам е со мојата молитва и со моето посетување. Затоа апел до сите оние кои што ја слушаат оваа емисија, важно е да се молиме, важно е да размислуваме за нашето духовно растење и да се секојдневно посветуваме на Бог. Убаво кажено, како завршница на овој разговор, ти благодарам, Радко, за учеството во нашата емисија. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. После убава песна што ќе слушнеме сега, се враќаме повторно во живо во нашата програма. Dušo moja, prekrasno ime Isus, sve što ti napravi dobro, nego zaboravaj, amin. Slavi go Bog, dušo moja, slavi go Bog, dušo moja. Tvoj koji mi prosti grehove, duša izlegува, njemu je slava sob sami i pesna od srce jaz večno tje pevam. Slavimo duši, slavimo nja, prekrasimo dušo Isus, sve što ti napravi slavimo bro, slavimo duša moja. Slavimo duši, slavimo nja, prekrasimo dušo Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavimo duša moja. Tvoj koji volaka me utreši, tvoj koji me večno razveseli, njemu je slava sob sami i pesna od srce jaz večno tje pevam. Slavimo dušu, slavimo nja, prekrasimo dušo Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavimo dušo moja. Slavimo dušo, slavimo nja, prekrasimo dušo Isus, sve što ti napravi slavimo Bog, slavimo dušo moja. Tvoj koji od smrta me izbavi, tvoj koji me čuva i den i noć, njemu je slava sob sami i pesna od srce jaz večno tje pevam.
Najveći studenata, Tvoj koji stvorio gnezdvo sozdala, njemu je slava sobstani i pesna od srce, ja sve što Tje pevam. Slavi go dušu, slavi go Bog, slavi go buduća Isus, zašto Te vidi, slavi go Bog, slavi go buduća moja. Slavi go duša, slavi go ja, prekrasno to iše Isus, zašto Ti nagradi slavi go Bog, svego zaboraša moje. Slavi go duši, slavi go ja, prekrasno to iše Isus, zašto Ti nagradi slavi go Bog, slavi go buduća moja. Slavi go duša, aleluja, prekrasno to iše Isus, sve što Ti napravi Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надешта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов Бог и човекот чудак. Имав еден пријател агностик со кој со години разговарав. Тој обично зборуваше: нема корист, не можам да верувам. А јас му велев: Сем, верувањето не е нешто што ти го правиш, тоа е нешто што примаш. Верата е дар. Веројатно, нам на луѓето човечките битија, верата толку тешко ни паѓа, бидејќи живееме во физички, материјален свет, во кој обстануваме со посматрање и со експериментирање. Изгледа дека во него нема место за вера, бидејќи таа бара да имаме доверба во она што него гледаме. Сам Исус му рекол на Тома: блазена оние кои не видоа и поверуваа. На еден световен човек, овие зборови звучат како благослов изречен над умоболни или занесени луѓе. Меѓутоа, може би постои и некоја друга алтернатива. Може би Исус го изрекол овој благослов над оние кои се спремни да го прифатат овој дар на посебно знаење. Една ваква идеја не е без никаква основа. Автоматското знаење е многу застапено во животинскиот свет. Например, пчелите. Без градежен материјал, тие изградуваат келии кои ги пратат сите градежни закони и произведуваат мед, сложена храна, без било каква хемиска формула. Пчелите извидувачи, кои одат да пронајдат цвеќе, се враќаат и им објаснуваат на своите другарки во кошничката во кој правец треба да одат попат на многу комплициран танц. Сите ние знаеме дека пчелите се едноставно така создадени, однапред програмирани за еден таков вид однесување. Досега не е пронајден ниту еден образовен центар за млади пчели. Ист вид знаење е во прашање кога се работи за преселбата на птиците. Преселбите на некои птици се толку чести и регуларни, што според нив ги одредуваме годишните времиња. Сепак, сите птици преселници, од канадската гуска до чучулигата, имаат собствен вграден навигационен систем. Некои птици се управуваат според сонце, а други според звезди.
постојат обимни истражувања кои докажуваат дека тие тоа навистина го прават. Но не постои ниту едно истражување кое би покажало како и од каде тие го знаат тоа. Ниту едно истражување не открило навигационска школа за птици. Ние овој феномен едноставно го нарекуваме инстинкт. И повеќето луѓе тоа го земаат здраво за готово. Од друга страна, човечките битија не познаваат такви скратени патишта до знаење. Уште од самото раѓање, ние го ископуваме знаењето и се уште го правиме тоа. Нам ни требаат години за да научиме како да се ориентираме под вода, како на пример го прави тоа лососот. Дури во овој век научивме како да летаме од пол до пол, користејќи го арктичкото вртење. Слепите глувчиња веќе со векови користат сонар за да го откријат правецот, но човечките битија дури неодамна научиле како да се служат со него. Сите наши технички знаења ги стекнувавме по тешкиот пат со експериментирање и проучување. Ние тој пат го нарекуваме наука и мнозина веруваат дека не постои никаков друг пат до знаење освен тој. Но ако животните располагаат со знаење, кој е резултат на необјаснив дар, зошто не би го имали ние? Нам не ни е потребно посебно знаење од областа на материјалното. Ако имаме доволно време, ние добро се снаоѓаме. Јас сега зборувам за духовното. Јас сега зборувам за она што зборувал и Антонио де Сент-Екзипери, кога размислувал за смртта на својот пријател. Светот исчезнал, се жалел тој. Секоја личност има еден свет, или може би требало да кажам, еден свет за себе. Сите ние сакаме да сонуваме за остварување на нашите надежи, ако ги имаме. И уште од детството наоѓаме начини како да ги оствариме, бидејќи учиме како да се управуваме, како да навигираме во духовниот свет. Човечките битија го бараат континентот од кој што доаѓаат, главно копно, своите корени и почетоци. Но човечките битија не можат да ја истражат Божјата земја. Ние не можеме да ги усидриме нашите бродови во неговото пристаниште. Сепак, важно е да се знае дали тој постои. Во светот на духовното, во кој се движи нашиот ум и во кој телото не може да дојде, научната метода отпаѓа. Нам ни е потребно посебно, поразлично знаење. Со години теолозите зборувале за специјално, односно посебно откровение, а неверниците им се исмевале. Некој уште однапред ја програмирал птицата која се нарекува златна свирка. Таа своето движење го насочува кон звездите и на тој начин се ориентира. Тогаш зошто постоењето на посебно знаење за човечките битија би изгледало толку чудно? Во лето, пеперутката монарх излегува од својот кожурец на канадската смрека, ги протегнува и суши незините крилја и наесен тргнува кон Калифорнија. Оваа млада пеперутка никогаш не била таму, но го познава патот. Исто така и човечките битија се програмирани или надарени со сигурност. Повеќето човечки битија знаат дека постои Бог, дека постои Творец. Размислувањата за него се различни, но идејата дека тој постои е помалку или повеќе заедничка на сите луѓе и далеку позастапена од идејата дека тој не постои. Емили Дикинсон мора да имала таква фундаментална вера кога рекла: "Јас никогаш со Бога не сум зборела, ниту рајот сум го посетила. Сепак сигурна сум дека има такво место, како да сум го гледала на географски карти често." А мојот пријател Сем се уште ми кажува дека не може да верува. Може би требало да спомнам уште една разлика помеѓу нас, луѓето и пеперутките монарси. Овие пеперутки знаат и летаат без прашања, но луѓето се полни со прашања. Тие се упорни истражувачи. Ние сакаме да бараме, да пронаоѓаме, да се бориме и да не се предаваме. Повеќе од се не сакаме да се предаваме. Ја мразиме и самата помисла дека пронаоѓањето на одговори на најголемото земно прашање би можело да бара од нас само едно, а тоа е да замолчиме и да слушаме,
А тука се наоѓа и клучот за решението на проблемот кој ни е даден. Бидете мирни и знајте дека јас сум Бог, вели тој. Знаењето е веќе во нашите срца. Се што ни треба е спремноста да се соочиме со него. Još misliš da si sretan, smijeh i laž na licu tvom, a tu strašnu prazninu srca svog skrivaš od sebe i kažeš dobro sam. Sad osjećaš samoću i pitaš gdje su prijatelji svi, jer ko može osušit suze sve, ko te razumije, da negdje netko je uhvaćen na vjetru sam, kao neki list treba ti spas. Molitvu šapućeš svoj, da te čuje Bog, a on je tu kao u snu. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš nije Isus, on tvoje sve rane zna. Sad navire radost, nad potiče tvoj rast, a mir prožima dušu tvoju sam, struji kroz tebe ta ljubav njegova. Bio si uhvaćen, znam, kao neki list na vjetru sam. Molitvu šaptao si, da te čuje Bog, pun milosti i ljubavi. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš nije Isus, on tvoje sve rane zna.
Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, то те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.